Имајте добро утро и пријатен почеток на денот со вашите домакини Ивана Мангаровска и Марко Марк. Заедно го подготвуваме рецептот на денот и ве водиме низ нашата утринска тема. Информираме проверено и точно и се забавуваме откачено. Се расонуваме и размрдуваме заедно со нашите фитнес и јога тренери во утринската програма на Телма. Штубаво си погледнавме еден рецепт кој што може да ни биде идеја за следниве денови, а може би уште денес, доколку сакате, може да си го подготвите и да си уживате во истиот. Откако ќе имате добар ручек или оброк на денот, тогаш ако сте слободни и имате време на располагање, би било добро да си прочитате убава книга. Една од книгите кои што ние ги препорачуваме, а истовремено оваа недела и ги додалуваме или подаруваме за вас, знаете, се запознавме денеска со книгата на Маја Божиновска "Страст, предавства и оние два збора". И веќе Марче најави, причем кажавме и од самиот старт на денешното издание дека Маја ја имаме овде со нас во студиото да позборуваме за незината втора книга, малку околу самата содржина на книгата да се запознаеме, за читателите или читателската публика да знае што е оно што може да го прочита и веројатно да биде една мотивација или инспирација плюс и за читање и исто така да позборуваме за Маја и незиниот стил на пишување, но и за идеите кои што ги има за воеднина. Тоа накратко би било во следните минути. Маја, добро утро и добро ни дојде во утринската на Телма. Добро утро, добро ве најдов. Мене е мило што ќе имаме можност да се позборуваме. Ова е наша практика, да кога можеме да викаме наши македонски автори, чии книги ги доделуваме, да зборуваме со нив, да се запознаеме нели вака лично и во живо нашите гледачи да може да ги видат. Наде Сулкови ќе имавме минатата недела, доделувавме низина книга, ова книга овој пат и од тебе за "Страст, предавства и оние два збора". И со Марко се прашувавме кои се тие два збора. Двата збора се "Те сакам". Ете, Марко, те сакам биле двата збора. Жетем. Да, одлично. Се работи за љубов, за Адам и Ребека, но мал вовед за читателите кои што сакаат вакви книги, кои што веројатно ќе ја сакаат да имаат за себе, ќе посетат книжаницата "Сакам книги", доколку не успеа да добијат од нашата утринска. И што се случува со Адам и со Ева во книгата? Вака, најпрво јас ќе кажам дека "Страст, предавства". Адам и Ева. Ќе кажам само дека "Страст, предавства и оние два збора" е мојата втора книга. Книгата е излезена во месец март оваа година и представува продолжение на "Флиртуцени и високи подпетици" од 2019 година. Малку долги наслови, меѓутоа интересни и атрактивни, како што се впрочем и самите книги. Оно што сакам да го кажам за книгата е дека приказната во оваа втора книга е поврзана со приказната во првата книга, од аспект дека Ребека и Адам, главните ликови во втората книга, се всушност споредни во првата книга. Да, односно сите оние читатели кои веќе ја прочитале "Флиртуцени и високи подпетици", веќе ја знаат приказната за Ребека и Адам. Затоа што целата таа експозиција во нивната приказна, односно воведот во нивната приказна и запознавањето со нивните ликови се случува во првата книга, за веќе во втората книга да го имаме расплетот на целата нивна приказна и секако оној крај кој верувам дека никој нема да остави равнодушен. Со тоа ги врзуваш првата со втората книга? Да. Дали тоа значи дека една без друга не може да бидат прочитани или? Може да се читаат независно, затоа што не се дел од некој класичен серијал. Меѓутоа, пожелно би било да се чита нели прво првата, па потоа и втората книга, затоа што како што кажав претходно, приказната за Ребека и Адам започнува во првата книга. Станува збор за една љубовна приказна, јас би рекла приказна за двајца несовршени луѓе кои имаат совршена љубов. Меѓутоа, како што се друго што во животот се дефинира како совршено, така и нивната љубов има своји пукнатини, кои можеби на почетокот на нивната врска не биле толку видливи, меѓутоа со текот на времето стануваат видливи и тие на крај се разделуваат. Се случува едно предавство, нешто што не треба да се случи. Јас ќе кажам дека за мене како автор ми беше навистина голем предизвик да напишам приказна која е раскажана од перспективата и на машкиот лик и од перспективата на женскиот лик. Затоа што сите добро знаеме дека секоја приказна има две страни.
односно секоја личност е негативецот во нечија туѓа приказна. Јас сум можеби добриот лик во мојата приказна, меѓутоа сум лошиот лик во твојата приказна, зависи од која перспектива се гледаат работите. И она што е интересно е тоа дека приказната паралелно се раскажува во минатото и во сегашноста. Значи гледаме како Ребека и Адам се запознаваат, какви се почетоците на нивната љубовна врска, нивните младежки соништа, надежите кои ги имале, за веднаш потоа да видиме што се случува во сегашноста, каде се наоѓаат они сега како резултат на тоа што се случува во минатото. Да. Во она кое што е опис за самата книга, се вели дека со текот на годините животот носи нови предизвици, амбиции, тркалото на кариерата и ги различуваат скрените стравови и тогаш се случува најголемото од сите предавства, нешто незамисливо, нешто непросливо. Колку Маја животните судбини или она кое што можеби ни го носи денешницата, ја да кажеме, кое што се случува помеѓу младите двојки или брачните парови и така натака, е твоја инспирација за креирање на овие дела? Да, дефинитивно е моја инспирација, затоа што не се работите за секојаш такви како што се. И дефинитивно инспирацијата ја црпам од секојдневието и токму од тоа секојдневие излезе и ова приказна. Посебно затоа што за мене како автор, пак ја кажам, дека ми беше предизвик да влезам во мозокот и во душата на машка особа која има доживеано предавство. Да. И да ја опишам целата таа борба низ која тој поминува, затоа што приказната има двојна нарација. И јас раскажувам во прво лице еднина и раскажувам за борбата низ која Адам поминува, значи онаа борба помегу она што е етички добро и она што е како емоција од типот на гнев и желба за одмазда, што е нормално тој да ја чувствува затоа што се случува тоа што се случило, така да ќе одговорам на твоето прашање, дефинитивно секојдневието и сите оние приказни што ги слушаме се инспирација за она што јас го пишувам. Читајќи еве дел од оно кој што може накратко да се прочита за книгата, иако веројатно треба да се убаво да се одвои време да се седне и да се чита, како втората така и првата книга, за да може да се долови целата таа содржина. Јас прочитав и за тебе дека оно што ти го правиш, односно што го сакаш и мотивацијата која што ти се раѓа е најчесто луѓето кои што ги сакаш, пријателите, семејството, малите нешта, може велиш да те мотивира и некоја обична реченица или странец на улица и веројатно кај авторите кои што пишуваат книги, кај луѓето кои што создаваат своји дела, без разлика дали се тоа книги, дали се слики и така натака, секогаш креативноста е добре дојдена, но никако не треба креативноста да изостанува. Тука е исто така и инспирацијата. Колку низ текот на пишувањето на оваа книга ти се раѓаше дополнителна инспирација кога веќе си имала замисла и визија нормално да дадеш едно продолжение на првата книга и повторно како што велиш од аспекти на мажот и на жената, односно на Адам и на Ребека, да се напише Страст, предавства и оние два збора? Па, креативноста секогаш беше присутна во процесот на пишување конкретно на оваа втора книга. Немав недостиг од инспирација, секако, значи, инспирацијата се надополнуваше со сите средби секојдневни што ги имам, дали нови луѓе кои ги запознавам, филмови, музика, буквално може да ме инспирира стихот, некоја песна, филм што го гледам, некоја случка, нешто што ќе прочитам на интернет и слично. Така да навистина сум среќна што не ми недостигаше инспирација додека пишував Страст, предавства и оние два збора. Да. Инспирацијата таа која што секогаш треба е добре дојдена и за, верувам, понатамошната работа и кога веќе зборуваме за иднина, што е оно што следно го планираш, дали нешто што можеме да го откриеме за нашите гледачи, за читателската публика, нешто што може би било трето продолжение или слично? Па да, искрено ова е прашање што често ми го поставуваат читателите, а и веќе искористам таа прилика да кажам дека веќе почнам со пишување на трета книга, меѓутоа овој пат ќе соза ми креирам свет различен од светот на преходните ликови. Значи нема да има продолжение и покрај тоа што и првата и втората книга има потенцијал за такво нешто, затоа што двете книги нудат имаат широка палета на ликови, меѓутоа сепак ќе биде нешто друго, нешто сосема различно. Нема да биде продолжение. Да.
посакувам да испадне онака како што го имаш замислено и се разбира да биде барано и читано од оние кои што те следат. А еве подсетувам на крај читателската публика, тие кои што ја прочитале првата книга, да побрзаат во Сакам книги, да се обезбедат и втората книга, кај нас има можност до петок најбрзите и оние кои што ќе имаат среќа се разбира да ја добијат. А Маја, ви благодарам што беше денеска заедно со нас и што можевме да позбаруваме за ова и ќе се видиме се разбира со третото издание или со новитетот од тебе. Продолжуваме ние понатаму со она што е следно кај нас, кратка пауза, а понатака и последниот гостин за денес. Имајте добро утро и пријатен почеток на денот со вашите домакини Ивана Мангаровска и Марко Марк. Заедно го подготвуваме рецептот на денот и ве водиме низ нашата утринска тема. Информираме проверено и точно и се забавуваме откачено. Се расонуваме и размрдуваме заедно со нашите фитнес и јога тренери во утринската програма на Телма.